Мозочните удари се трета најголема причина за смрт кај луѓето. Овој голем ризик во вид на опомена се обележува утре како меѓународен ден на борба против мозочните удари. Последиците од нив во 50% се смртоносни, но оние кои ќе ги преживеат најчесто остануваат со трајни последици. Која е всушност причината за мозочните удари? Причини за мозочни удари има повише. Најчеста причина е стресот. Иначе секое друго заболување, висок притисок, кардиоваскуларни заболувања, фибрилација, флатер и така натаму може да бидат причина за мозочни удар ако не бидат третирани на време и соодветно. Загрижувачки е фактот што старосната граница за мозочните удари се спушта, па нив сега ги претрпуваат лица на 20, а во некои случаи под 15 години. Па нездравиот живот, начин на живот што се води денеска е една од може да биде една од причини зашто се границата спушта. Младите генерации водат скроз нездрав живот со недоволно спиење, нездрав начин на исхрана, консумација на наркотични средства, цигари, алкохол. И во овој случај превентивата е клучен фактор. Превенцијата се состои во прво спортски активности, здрав начин на живот, да се остави да не се пуши, да не се консумираат големи количества алкохол и наркотични средства, да се третираат сите заболувања соодветно, посебно кардиоваскуларните заболувања, значи притисокот, срцевите заболувања, митралните заболувања, фибрилациите и флатерот, да се контроли прават секогаш навремено кај соодветните институции. Првите симптоми кои што може да се јават се искривување на лице, може да биде зафаќање или изнемоштеност на еден од екстремитетите, проблеми со говорот, темни точки во едното или во двете очи. И обично тоа се транзиторни мозочни удари, тие што ги викат, кои што се во првите 24 часа и не остават последици. По повод меѓународниот ден на борба против мозочните удари се организираат едукативни предавања, но и бесплатни прегледи со цел превенција. Лани во државата регистрирани се 25.000 случаи на мозочни удари, а најмладиот случај е кај 15 годишен пациент.